Ураганот Милтон, кој достигна јачина од 5-та категорија, се движи кон крајбрежјето на САД и се очекува да ја погоди Флорида, каде што милион луѓе се повикани да се евакуираат. Многумина жители ја напуштија оваа област. Синоптичарите предвидуваат дека ураганот ќе удри на копното најпрво. Во меѓувреме се појавија снимки од вселената на смртоносниот ураган. Исто така се претпоставува дека Милтон ќе биде еден од најсилните урагани во последните 100 години. Бугарскиот тенисер Григор Димитров со победите над Беркс и Попирин дојде до пласман во 8 на финалето на турнирот во Шангај, Кина, но вчера беше дел од голем скандал, откако за малку ќе се степаше со навивачите. После мечот со Попирин, голем број на навивачи сакаа да го поздрават бугарскиот тенисер, а тој тешко се пробиваше низ толпата. Во еден момент се сопна или можеби беше оттурнат од некој од навивачите, па се обиде физички да се пресмета. Унгарскиот премиер Виктор Орбан беше нападнат во Европскиот парламент од страна на Мартин Джекитки, член на Унгарската демократска коалиција. Орбан не е повреден, а поголем инцидент спречи обезбедувањето. Джекитки го праша Орбан за колку ја продал државата, а унгарскиот премиер по инцидентот коментираше дека унгарскиот е директен јазик и дека комуникацијата умее да биде груба. Кога еден политичар ќе му каже на друг дека е негативец, во нашата култура тоа значи не се сложувам со вас, кажа Орбан. Првата вистинска смеа на детето е прекрасен и незаборавен момент за родителите, а ова вирално видео го покажува тоа совршено. Мајката Џулија Меј Дориети го снимила првото смеење на нејзиниот син и го споделила на TikTok, а многумина се воодушевени од смеењето на момчето. Таа открила и како го насмеала, зела најлонска кеса додека подготвувала ручек, а звукот веднаш го развеселил синот. Мараја Кери настапи на 50-тото доделување на американските музички награди во Лос Анџелес во неделава. Пејачката, која доби дури 10 награди, на сцената ги изведе своите хитови, но не сите гледачи беа воодушевени. Кери го отвори својот сет со песната "Не заборавај за нас" од албумот Еманципацијата од Мими, кој беше објавен пред 20 години, а потоа ја отпеа втората песна од албумот "Ние сме еден за друг". Меѓутоа, гледачите почнаа да пишуваат на X дека пејачката пее на плейбек и дека тоа е премногу очигледно.